Да, назад сме и се координираме, се проверуваме во делот на прашањата, во делот на дискусијата. Не очекува една навистина интересна дискусија. Да, ајде, Ване, ти дозволувам тебе да ја најавиш. Интересна дискусија во продолжение на утринската програма следува разговор со Емилија Петреска Камењарова од АВМУ, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Темата е актуелна, законот за инфлуенсери и таковните дебати помеѓу АВМУ и Сдруженијето на инфлуенсери X. Ќе добиеме објаснување во случајов од страна на АВМУ за тоа како правилникот ќе се применува, какви се обврските на креаторите и зошто дојде до конфликт, ако може така да се каже, со Сдруженијето. Еден отворен диалог. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро, ви благодарам многу за поканата и добро утро сите гледачи на Македонската радио телевизија. Ве поканивме да ги дознаеме најновите случувања во врска со оваа тема. Што се случува во моментов со диалогот? Јас би рекла дека диалогот тече. Во секоја комуникација меѓу две и повеќе страни, нели, секој таков диалог, секој разговор има своји нагорни и своји надолни моменти. Агенцијата со инфлуенсерите директно разговара повеќе од година дена. Значи, најпрвин да кажам дека воопшто целата регулација произлегува од нашето усогласување со Европската директива за аудиовизуелни медиумски услуги. Значи, ова се европски правила, не се измислени овде во Македонија. И внесени се во македонскиот закон за аудиовизуелни медиумски услуги со неговите измени во јули 2023 година. Од тој период наваму, ние најпрвен како агенција самите се подготвувавме преку обуки, комуникација со наши колеги, консултација на истражувања, документи од други регулатори и така натака. И кога дојдовме до моментот дека треба сега веќе да го подготвиме подзаконскиот акт, правилникот, со кој што ќе се определи кои се критериумите, според кои што ќе се утврди кои се оние големи инфлуенсери што треба да се регистрираат, оти не треба сите да се регистрираат за да не се загуши развојот на индустријата и да не се ограничи слободата на изразување. Значи, во тој момент кога имавме работен текст, а тоа беше некаде почетокот на минатата година, можеби веќе крајот на претходната, почнавме прво да бараме кои се поголемите инфлуенсери. Кога ги лоциравме, најпрво имаше една серија на индивидуални состаноци, потоа имаше заеднички состаноци и уште во работна верзија инфлуенсерите го добија правилникот. Со нив разговаравме за критериумите, за 6 критериуми и да речеме еден од критериумите всушност е изменет токму по барањето на инфлуенсерите. Можеби не е лошо да ги спомнам критериумите, значи за некој да се регистрира како инфлуенсер во агенцијата, треба прво нормално нели да има свој канал, свој профил на некоја од социјалните мрежи. Понатаму она што го објавува треба да биде наменето за поголема публика, а тоа значи да има најмалку 10.000 следбеници или претплатници и всушност ова е моментот каде што ова е критериум кој што е усогласен со барањата на инфлуенсерите. Агенцијата тргна со предлог од 30.000 следбеници или претплатници, но на тие состаноци инфлуенсерите предложија 10, ние прифативме. Потоа треба да објавува најмалку 20 и да има објавено најмалку 24 видеа во текот на изминатите 12 месеци, што покажува некаква сериозност во работата. Треба содржините што ги објавува да информираат, да забавуваат или да едуцираат. За нив има уредничка одговорност, односно одлучува кои содржини ќе ги објави, ќе ги постави на својот каталог и да има економска активност која што подразбира не само размена на финансиски средства, туку и она постарата, првата форма на економска размена, тоа е размена на стоки и услуги. Значи, тоа се 6 критериуми. Во целиот тој процес на консултации, потоа следеше, си има процедура како се усвојува правилникот. Правилникот се однесува на формалните критериуми, а има и суштински, понатаму други формални во смисла на што треба да се исполни за да се регистрираат. Меѓутоа, има потоа и други суштински барања од законот, од типот на заштита на малолетници, означување на она што се вика комерцијална комуникација, односно рекламирање, спонзорство, пласирање производи, забрана за ширење и поттикнување на говор на омраза, дискриминација или поттикнување на тероризам и други такви. И за тоа направивме друг документ кој што се вика водич и кој што исто така многу се спомнува деновиве. Водичот не е паушален документ. Во водичот всушност
точно е наведено кој член од законот со многу едноставен јазик и со практични примери објаснува како инфлуенсерите да ги применат одредбите од законот. Така. Сега едно од како подпрашање од Камен на сопнување. Чинам дека беше 0,5% од годишната соработка што нели инфлуенсерите ја имаат, треба да ги платат нели на крајот, односно на почетокот на следната година за претходните 12 месеци. И сега тука читав нели коментари, дебати кои што се одвиваат по социјалните медиуми, зошто додатно нели кога веќе се плаќа персонален данок и кои се тука правата и обврските на АВМУ како што ги заштитува останатите електронски традиционални медиуми, што тука би направила нели за инфлуенсерот овој пат како медиум, ако и тој биде изложен на хакерски напади, на говор на омраза, дали тоа може да го пријави, дали јавно тука, како тука ќе бидат регулирани односите, бидејќи ова се дебатира многу месеци наназад, сега ете се сетив да го прашам. Значи, ова се всушност ова е прашање кое што содржи ингеренции на повеќе институции. Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, како што самото име кажува, работи со медиумските услуги, но не е даночна институција. Плаќањето данок без тие 0,5% на пример само да се регулира без. Тоа е нешто само друго. Данокот се плаќа кон државата преку соодветните институции и механизми. Тие 0,5% се надоместокот кој што се плаќа на агенцијата за мониторингот кој што го врши. И тоа не е ништо ново, таков надоместок постои во законот веќе повеќе од 10 години. И важи и за другите аудиовизуелни медиумски услуги во барање, оние кои што се компании кои што веќе подолго време функционираат. Значи, овде не станува збор за нов данок. Овде станува збор за една давачка кон агенцијата која што повторуваме 0,5%, па секој може да пресмета да речеме колку според она што го го заработил претходната година, колку е тој 0,5% кој што треба да го плати кон агенцијата. А агенцијата, за да врши мониторинг, треба да го има соодветниот персонал, треба да има соодветна опрема, соодветен софтвер, сето тоа чини. Онака како што сите други медиумски услуги плаќаат некаков надоместок кон агенцијата, во зависност од тоа за каков тип на субјект станува, така и инфлуенсерите ќе треба да платат, затоа што нели се тоа што ние го вложуваме мора да имаме начин како и да го обезбедиме. А на ниво, например, на здружение како еден медиум, ако гледаме, нели, инфлуенсер како еден медиум, како една телевизија, на ниво на здружение можеби се размислува да се плаќа годишно или не сте размислувале ни така? Како мислите? Да не плаќаат сите индивидуално? Не, секој си плаќа годишно, мислите како наеднаш сите? Како на ниво на здружение, например, да плати како една телевизија, да кажеме, ви плаќа, нели, на крајот од месец. Да, ни плаќа телевизијата еднаш годишно. Како здружение и да ги гледаме како еден медиум, дали таква опција постои? Не, затоа што и телевизиите не плаќаат како здружение. И тие си имаат свое здружение. Туку секој си плаќа како индивидуален субјект кој што врши одредена дава услуга која што се вика медиумска услуга. И затоа секој си го плаќа сопствениот надоместок, затоа што пак и приходот не е заеднички, не е здружен приход, туку е индивидуален. Понашто ве слушав, многу обврски нови кон инфлуенсерите, многу правила. Еден од тие последниот го споменавте да не шири говор на омраза, да не осудува, односно да нема негативни содржини. Многу често инфлуенсерите се изложени на говор на омраза, на осуда и на негативни коментари кон нив, па некако се чини дека тој социјален медиум простор, како да не може да го решите, некако се е насочено кон инфлуенсериве, што е со другиве што шират говор на омраза, осуда, неубави коментари, без разлика. Инфлуенсерите се јавни личности, кон јавните личности. Па од тука и прашањето дека прекумерни обврски за креаторите на дигитални содржини, така велат од Сдруженијето, содржи овој нов правилник. Се согласувате ли со тоа? Не. Регулацијата на инфлуенсерите на ниво на Европа постои веќе подолго од деценија и обврските кои што постојат во нашиот закон, значи правилникот не наметнува нови обврски. Водичот не наметнува нови обврски. Тоа се обврски кои што се наоѓаат во законот, а во законот се влезени од директивата за аудиовизуелни медиумски услуги. Ова се обврски кои што важат
за европските инфлуенсери. Биеќе ние сме дел од Европа, од европскиот медиумски систем и кај нас треба да важат истите правила како што важат за сите други медиумски услуги. Сега треба да направиме неколку битни разлики во прашањето кое што ми го поставивте. Прво, оние кои што ќе се регистрираат, тоа значи дека веќе пораснале толку многу како субјекти со влијание, што сега е веќе потребно тие да се разгледуваат не само од аспект на нивниот развој во рамки на индустријата, туку и од аспект на заштита на потрошувачите. Агенцијата е таа која што во своите надлежности, меѓу другите, ги има и овозможувањето развој на медиумската индустрија, но и представувањето и заштитата на правата на граѓаните во медиумската сфера. Сето ова што се поставува како правило е правило за да се заштитат потрошувачите од оние луѓе кои што имаат јавни личности, кои што имаат влијание. Значи, тие ќе треба да ги означуваат своите видеа кои што имаат содржина што е несоодветна за малолетници, бидејќи едно од правилата на европско ниво е заштита на малолетниците. Тие ќе треба да ги означуваат сите содржини во кои што имаат реклами, затоа што прикриеното рекламирање, а тоа е неозначено рекламирање, представува нешто што е забрането на ниво на Европа. Значи, тие ќе треба да најдат, и за ова дискутиравме со нив, изборевме дека всушност за нив за инфлуенсерите е далеку полесно да ги направат своите содржини пристапни за лицата со попреченост, отколку за другите традиционалните медиуми. Затоа што и тоа е правило на ниво на Европа и Европска унија. И сега, значи, прекумерни правила нема. Начинот на кој што ние ги прилагодивме правилата за да може да ги применат инфлуенсерите, според истражувањата кои што се прават на ниво на Европа, на Европската унија, се во средината. Значи, ние сме во групата со најголемиот број европски држави. Само исто така да кажем дека најмалку 3 држави веќе ги имаат инфлуенсерите конкретно внесено во своите закони, а повеќе од 30 држави ги препознаваат во своите закони на ист начин како и ние, како даватели на аудиовизуелни медиумски услуги кои што се физички лица и кои што тоа го прават преку. Зборуваме дефинитивно за нов медиум, ако можеме така да кажеме, нова медиумска услуга. Значи сега токму поради овој тип на медиуми кои што се не можам да кажам нови, бидејќи веќе одамна не се нови, но се поинакви. Нелинеарни, да речеме, токму затоа терминологијата во нашата сфера се менува од медиум во медиумска услуга. Може ли да се потпрат ако еден ден, нели, сигурно диалогот ќе има крај? Верувам дека ќе се договорат сите засегнати страни. Ќе може да се потпрат понатака инфлуенсерите на АВМО ако имаат било каков проблем, хакирање на профил, например, традиционалните телевизии ако имаат, верувам, некој проблем со програмата или слично ве контактираат. Каде тука ја добиваат заштита инфлуенсерите како медиуми? Инфлуенсерите ќе го имаат истиот третман како што го имаат и сите други субјекти со кои што работи агенцијата. Хакирањето или напад на систем не е нешто што е во надлежност на агенцијата. Има соодветни институции, МВР, не знам точно како се викаше за онлайн криминал и така натака. Ние можеме, како што да речеме, сме имале досега, имало ситуации кога не знам, ќе имало некаков напад на новинари, напад на телевизија или на радио, агенцијата секогаш реагирала во поддршка на медиумот и во заштита на слободата на изразување. Тоа ги опфаќа и инфлуенсерите. Треба да имаме предвид дека она со што аспектот на говор на омраза, и тоа прашање го поставивте, значи треба да направиме прво разлика меѓу говор на омраза, негативен говор, осуда. Она што е забрането е ширењето и поттикнувањето говор на омраза. Делот не е известувањето за него, не е информирањето за него, затоа што секој проблем ако се пикне под тепих, потоа загнојува и се враќа многукратно попроблематичен. Туку, значи, самите инфлуенсери во делот во кој што агенцијата се занимава со прашањето на говор на омраза, дискриминација, поттикнување на тероризам и повторно сето ова се работи правила кои што се забранети уште во директивата и пренесени кај нас. Ние ја гледаме тука одговорноста на медиумската услуга. Значи, дали медиумската услуга е таа која што шири говор на омраза? Или го контекстуализира на соодветен начин и ја освестува јавноста за дека станува збор за говор на омраза. Во поглед пак на тоа доколку некој е нападнат, заштитата ја бара на ист начин на кој што ја бараат и сите други медиумски услуги од соодветните. Бидејќи агенцијата нема ниту ингеренци, ниту
било каква основа да се замеша во ингеренциите на друга институција. Која е најспорна точка според инфлуенсерите? Зашто во суштина најмногу спорат со вас? Каде беше каменот на сопнување, бидејќи рековте доаѓале, сте разговарале? Да, ви велите отворени се за диалог и диалогот е во тек. Имаше ли можеби тука притисок од традиционалните медиуми побрзо да се постигне договор, бидејќи голем дел од маркетинг колачот за волја на вистината веќе го земаат инфлуенсерите, па можеби традиционалните медиуми веќе почнуваат и да бараат решение, да се бунат и заштита да бараат во агенцијата. Ова нема никаква врска со традиционалните медиуми, а има врска со учеството на инфлуенсерите во маркетиншкиот колач. Всушност целата регулација е една од причините, не единствената, една од причините покрај заштитата на потрошувачите е и зголеменото влијание е и прашањето на учеството во маркетиншкиот колач, и овде зборам на европско ниво. Значи за воопшто во директивата да се препознаат инфлуенсерите како аудиовизуелни медиумски услуги по барање кои што ги даваат физички лица. Многу долга формулација, затоа и ние ја кратиме и ги употребуваме терминот инфлуенсери, иако официјално во законот тој не постои. Она што всушност со целиот овој процес се случува е процес на признавање, меѓу другото, една од користите за инфлуенсерите, признавање на професијата инфлуенсер. Значи, оние што ќе бидат регистрирани како инфлуенсери веќе имаат своја професија. Професија подразбира не само почитување на некакви законски правила кои што постојат за секоја професија и за секој бизнис, туку и почитување на професионални стандарди. И заштита. И заштита. И заштита, така. Значи, инфлуенсерите, да речеме, агенцијата е таа која што им предложи на инфлуенсерите, им даде материјали да дознаат како функционираат здруженијата на другите инфлуенсери во Европа, им обезбедивме простор да држат состаноци за да се формира здруженијето. Значи, ние сме иницијаторите за создавање на здруженијето и без оглед што сме сега во затегнат дел од диалогот, да речеме, ние сме навистина среќни што здружение постои. Не, јас кажав на почеток ќе се извинам уште еднаш, кажав расправи или конфликт, не го мислев тоа во негативна конотација, бидејќи се води дискусија, па еве така и да го поставиме прашањето при крај, дали постои можност за компромис. Од 1 јануари законот почна да важи. Ќе се поднесуваат ли прекршочни пријави во моментов додека трае диалогот? Дали како, што во моментов се случува и што треба да очекуваме? Да. Агенцијата всушност и тоа што на 1 јануари не беа поднесени прекршочни пријави, затоа што рокот, правилникот, значи законот, овој дел од законот важи од 23-та година. Правилникот важи од крајот на минатата година. Рокот за регистрација на оние инфлуенсери кои што ги исполнуваат сите 6 критериуми наеднаш беше до крајот на минатата година. Доколку агенцијата имаше намера да постапува строго и без да води сметка дека станува збор за нови субјекти, на субјекти на кои што им е неопходно време да се прилагодат, да осознаат што е сето она што се случува сега. Значи агенцијата можеше тоа веќе да го направи строго, наместо тоа агенцијата даде дополнителен рок до крајот на март. Значи, ние сме исклучително отворени за диалог. Јас не сум сигурна дали има друга институција која што документите кои што ги подготвува им ги дава за комуникација, дискусија и предлози на субјектите со кои што се работува или во нашиот случај кои што ги регулира уште пред да станат нацрт. Значи во работна верзија, па дури потоа нацрт, па јавна расправа, па состаноци во јавната расправа, па дури потоа усвојување. Значи, мислам дека агенцијата во изминатиот период и тоа како покажа дека е исклучително многу отворена за соработка, но исто така агенцијата и кажа која е црвената линија, да се изразам со народски речник, народски кажано, законот. Да. Црвената линија е законот. Агенцијата не сме да не го почитува и да не го спроведува закон. Добре, јас народски би сакала да го заокружиме разговорот. Црвената линија за социјалните медиуми каде? Ќе се ставили тоа под контрола? Зошто секој мора да биде регистриран како инфлуенсер за да подложи на поголем увид на што објавува, како објавува, што прави во суштина во општеството?
имаме многу кои што не се така регистрирани па слободно функционираат во тој медиумски простор, ајде. Значи, Мислам дека и секоја земја го има како проблем, дури и но ние сме најразвиените мала земји, земја, така. па- ние прво треба да направиме разлика меѓу социјалните медиуми, големите платформи и инфлуенсерите и граѓаните кои што се присутни на социјалните платформи. Социјалните платформи се под јурисдикција, тоа е терминологијата што се користи, на државата во која што се регистрирани за да функционираат во Европа. Најголем дел од нив се регистрирани во Ирска, некои има и во некои од скандинавските држави, нешто мислам дека има во Велика Британија. И механизмот за постапување кога во една држава, наречеме кога во Македонија, социјална мрежа, односно платформа за споделување видеа, терминологијата правна, ќе направи некој прекршок, е таков што ние како регулатор треба да се обратиме кај ирскиот регулатор, затоа што тој има јурисдикција да постапува. Ние имаме во законот како институција јурисдикција да надлежност да постапуваме во однос на платформите што ќе бидат регистрирани во Македонија. Ако се случи да имаме таква платформа, тогаш ние ќе постапуваме кон таа платформа. Потоа разликата меѓу граѓаните и инфлуенсерите. Едните се медиумски услуги, другите не се, другите се приватни лица. Правилата се различни. Така. Благодариме многу за тоа што за отворениот разговор. Се надевам беа пријатни прашањата, секако дел од нив ги подготвувавме и гледајќи какви дискусии се водат на социјалните медиуми. Инфлуенсерите наодамна формираа свое здружение X, добија нели покана за гостување во утринската програма во некои од следните изданија кога ќе го изградат својот став со оглед на тоа дека што се ново формирани, па наскоро ќе имаме и дискусија и со нив, но сигурно ќе се дојде до некој веруваме дека ќе се дојде до некој решение, договор. Штом се води дискусија, дека Еве Народски ќе си подадете рака на крај. Раката од агенцијата е континуирано подадена и ние се надеваме секако дека низ еден диалог ќе успееме да најдеме соодветни решенија, повторно велам, во рамки на закон. И така и не извести здруженијето дека диалогот се води, така дека ќе ни бидат наскоро и гости во студиото. Благодариме уште еднаш. Ви благодарам.